Почнуваме со урбани вести на Прва Скопска. Добре дојдовте. Да ги погледнеме дел од насловите кои го одбележа денешниот ден. Жолта алертна фаза во целата земја. Температура до 38 степени. Црвен крст на терен. Доколку видите змија, трпеливо почекајте да си отиде или повикајте стручно лице од ЗОО Скопје. Хуманитарни пакети за 35 социјално загрозени семејства во Петровец. Центарот за зависници нема да се дислоцира во Газибаба. Поради високите температури кои ја зафатија земјава, се упатуваат препораки до граѓаните да внимаваат и да ги следат препораките, со цел да се заштитат од топлотни удари, а волонтерите на Црвениот крст патролираат низ централното градско подрачје и автобуските постојки, со цел да им даваат совети на граѓаните како да се заштитат од топлотниот удар. Земјава денеска и утре ќе биде зафатена со температури од жолта алертна фаза. Температурата ќе се искачи до 38 степени Целзиусови, поради што се апелира до граѓаните да се заштитат од директна сончева изложеност, да избегнуваат престој на отворено во периодот од 11 до 17 часот, да носат светла и лесна облека. При директна изложеност на сонце се препорачува носење на заштитни очила и капа. Препораката од Комисијата за следење на состојбата и ефектите од високите температури при Министерството за здравство е во текот на ваквите екстремно топли денови граѓаните да останат во затворени простории, пред се климатизирани, а при неопходен престој на отворен простој во овој период да се најде можност за почести одмори по ценка. На хронично болните лица им се препорачува редовно земање на пропишаната терапија. Се препорачува консумирање лесна храна и течности, а посебно да се внимава при подготовка и консумирање на храната, како и да се избегнуваат термички необработени производи, например мајонези од домашни јајца, и внимателно да се консумира сладолед и разни кремови. Потребно е внесување по големо количество течности, најдобро вода за пиење, а да се избегнуваат алкохолните пијалоци. При влегување во возило се препорачува возилото одреден период да се проветри. Од денеска по 2 мобилни тима на Црвениот крст на град Скопје патролираат низ централното градско подрачје и на поголемите автобуски постојки, и при тоа даваат совети на граѓаните за заштита од топлотниот бран, а доколку е потребно ќе укажат и прва помош. Оттаму информираат дека за активностите во наредниот период ангажирани ќе бидат 20 волонтери од тимот за одговор при катастрофи, 10 волонтери од тимот за спасување на планина и 5 возила, од кои 4 ќе патролираат низ градот, а 2 за време на викенди ќе бидат дежурни на планинско-спасителските станици Водно и Матка. Со почетокот на летото излегуваат и змиите, па се препорачува граѓаните да бидат внимателни. Од Скопската зоолошка градина препорачуваат доколку ви се појави змија да не ја убивате, туку да ги повикате стручните лица да ја земат и да ја однесат во планина. Со почетокот на летото и високите температури излегуваат и змиите, па затоа граѓаните треба да внимаваат во зависност од тоа каде се движат. Она што треба да го знаете е дека една змија напаѓа кога се чувствува загрозено. Ако ја допрете по грешка или се случи нешто, таа ќе се брани, и први симптоми на загризот се вртоглавици, мачни на повраќање оток. Треба да запомните кои змии се отровни, а кои не, и како да ги препознаете. Важно е да не правите ништо на своја рака, туку да се обратите најбрзо на лекар. Од Скопската зоолошка градина за Прва Скопска информираат дека во последните неколку години се повеќе луѓето навлегуваат во природните средини на змиите и им ги земаат нивните живеалишта. На сметка на тоа, се повеќе се градат куќи во околината на Скопје и на планините, каде што претходно змиите живееле без толкаво присуство на луѓе. Најчесто змиите влегуваат во домовите, бегајќи од нешто или криејќи се од некој предатор, или пак едноставно бидејќи тоа некогаш било само нивна природна средина, а сега е населено место. Од ЗОО Скопје советуваат кога ќе влезе змија во домот, не треба да се крева паника и да се плашиме. Во 99% од случаите се работи за неотровна змија, односно за смок. Смоковите во самоодбрана знаат и да каснат. Доколку дојде до такво нешто, мора веднаш да се дезинфицира
блокира отокот од каснувањето. Угризот од смок е исто како да ве каснало оса, но змиите никогаш не напаѓаат први. Кога ќе видите змија во домот, потребно е да стоите на дистанца и да ги отворите сите врати или прозори, од каде што може да излезе. Трпеливо да причекате да си отиде, а доколку ви е страв, најубаво е да повикате стручно лице кое ќе помогне да се извади змијата побрзо. Во никој случај не помислувајте да ја убиете змијата, сепак и тоа се живи суштества кои не штитат од штетници, додаваат од зоолошката градина. Доколку не се плашите, од зоолошка велат змијата да ја однесете во планина и да не ја убивате, а доколку ви е страв, повикајте ги стручните лица тие да го сторат тоа. Многу е важно дворовите секогаш да се одржуваат чисти, искосени и средени, да нема високи треви и растенија и да не се оставаат предмети каде што змијата може да се сокрие. Инаку, за 2 месеца на клиниката за инфективни болести 4 граѓани побарале помош поради каснување од змија. Отровот може да предизвика разни компликации на респираторниот систем, тешко оштетување со тромбози и смрт. Општина Петровец подели 35 хуманитарни пакети со прехранбени продукти на лицата од најранливата категорија кои се социјално загрозени и со минимални примања. Ваквите хуманитарни активности Општина Петровец ги практикува и во текот на целата година со цел да им помогне на социјално загрозените семејства. Општина Петровец со донација на прехранбени пакети ја ублажи лошата состојба во која се наоѓаат семејствата во социјален ризик на територија на општината. Во текот на денешниот ден беа поделени 35 пакети на најранливата категорија граѓани. Градоначалникот на општината Борче Митевски нагласи дека заложбите ќе бидат колку што е можно повеќе да им се помага на семејствата на кои помошта им е најпотребна. Ваквите хуманитарни активности Општина Петровец ги практикува и во текот на целата година со цел да им помогне на социјално загрозените семејства. Општина Петровец неколку години наназад покрај оваа активност спроведува и хуманитарни акции со доделување на социјални пакети со прехранбени продукти и пред новогодишните празници, пред Великден и Бајрам, а помага и со доделување на дрва за огрев. Како што информираше градоначалникот, на територија на Општина Петровец има околу 50 до 60 социјални случаи. Како и секоја година, така и оваа година, Општина Петровец доделува хуманитарни пакети на социјално загрозените семејства на територијата на Општина Петровец. Офатени се социјални семејства од населените места Одњанци, Петровец, Катланово, Ржаничино, Средно Коњари, Горно Коњари, Сушица. Према нашата евиденција, значи некаде имаме околу 5-60 социјални семејства на територија на Општина Петровец. Сега доделуваме 35 пакети, значи на оние луѓе кои минатата година немаме дадено, сега оваа година и тие семејства ќе добијат. Значи во текот на 2019 година ќе гледаме пред крајот на новата година да направиме уште додатни 30 до 35 пакета. Од Општина Петровец информираат дека и понатаму продолжуваат со вакви акции и на секој можен начин да им се помогне на оваа категорија граѓани преку спроведување на активности од хуманитарен карактер и помагање на социјално загрозените семејства. По реакциите на граѓаните и бизнис секторот кои се против одлуката за да се дислоцира Центарот за зависници во општина Газибаба, Министерството за здравство се повлекува од локацијата во рамки на индустриската зона МЗТ. Во наредниот период Министерството ќе бара нова локација. Граѓаните на општина Газибаба кои протестираа против одлуката да се дислоцира Центарот за зависници во Газибаба ја добија битката. По реакциите на бизнис секторот, но и на граѓаните, Министерството за здравство се повлекува од локацијата во рамки на индустриската зона МЗТ и дека во наредниот период Министерството ќе бара нова локација. Жалиме што дојде до недоразбирање во јавноста по однос на ова прашање. Општината, исто како и Министерството за здравство, се отворени за дебата по ова, но и секое друго прашање и ги слушаме критиките и предлозите од граѓаните. Соодветно на истите ги креираме нашите проекти. Времето на наметнати и изнудени решенија заврши. Граѓаните можат да бидат спокојни. Нивниот глас денес се слуша и почитува, велат од општина Газибаба. Утре почнува 9-та ликовна колонија Љубанци 2019.
Информации за сообраќајен режим, актуелни случувања и сервисни информации за градот. Стоп за дивењето на скопските улици. Од утре до 21 јуни ќе се одржува ликовната колонија Љубанци 2019. На деветата ликовна колонија ќе учествуваат 20 на ликовни творци од земјава и странство. Од општина Бутел информираат дека за една недела, колку што ќе биде отворена колонијата, ќе бидат создадени околу 30 на уметнички слики со мотиви од старата љубанска архитектура и убавините на Скопска Црнагора. Утре во Љубанци ќе започне со работа ликовната колонија Љубанци 2019. На годинашната 9-та ликовна колонија ќе учествуваат 20 на ликовни творци од земјава и од странство. Дел од домашните ликовни уметници кои ќе земат учество се Данчо Ордев, Илија Богоевски, Владимир Лазовски, Ристо Андеев и други. На годинишнава ликовна колонија ќе учествуваат автори од Република Србија, Владан Рангеловиќ и Вукашин Станковиќ. Како што соопшти од општина Бутел, граѓаните ќе можат поотблизу да се запознаат со ликовниот уметник од Ниш Владан Рангеловиќ, бидејќи од понеделник во просториите на општината ќе бидат изложени 20 негови слики. Инаку тој веќе неколку години учествува на ликовната колонија во Љубанци. За една недела, колку што ќе работи колонијата, ќе бидат создадени околу 30 на уметнички слики, главно со мотиви од старата љубанска архитектура и убавините на Скопска Црнагора. И годинава неколку уметници ќе работат скулптури во дрво и мермер. Исто така на 18 во вторник ќе се одржи и традиционалниот детски ликовен ден, кога 20 на најталентирани ученици од основните училишта од општина Бутел ќе се дружат и заедно ќе творат со познатите уметници и ликовни педагози. Организатор на ликовната колонија е општина Бутел во соработка со Сдруженијето на ликовни педагози Скопје. Средствата се обезбедени од буџетот на општина Бутел, а ликовната колонија ќе работи до 21 јуни. Во продолжение, колешката Марија ќе ве информира за сервисните информации, сообраќајниот режим и актуелните случувања во Скопје. И денеска повторно за вас на едно место ги собравме сите информации околу актуелните настани, случувања и сервисни информации од градот. Ќе започнеме со привремениот сообраќајен режим на булеварот Партизански одреди. Поради изведба на градежни работи за реконструкција на коловозот на булеварот Партизански одреди на потегот од булевар 8 септември до мостот Обединети нации. Од денеска ќе биде воведен привремен режим на сообраќајот. Привремениот сообраќајен режим ќе се воведува во неколку фази. Во првата фаза ќе биде затворена крајната десна сообраќајна лента на булеварот Партизански одреди, на потегот од мостот Обединети нации до крстосницата со улицата Лондонска, во насока на движење кон центарот на градот, но нема да има промена на режимот на движење на автобусите на ЈСП. Измената во сообраќајниот режим на овој дел од булеварот ќе важи до завршување на градежните активности за реконструкција на коловозот. Ова го информираат од градот Скопје. Комисијата за следење на состојбата и ефектите од високите температури при Министерството за здравство апелира до граѓаните во следните денови да ги почитуваат општите препораки за заштита од високите температури. Според информациите од Управата за хидрометеоролошки работи, во текот на следните 2 дена целата држава ќе биде зафатена со температури со жолта алертна фаза. Синоптичарите од денеска до недела најавуваат сончево и многу топло време со максимални температури над 35 степен. Од недела во попладневните часови повторно ќе има појава на локален пороен дожд и грмежи, а максималните температури ќе бидат во постепено опаѓање. Денеска се доделија и признанија за најдобрите спортисти, ученици и наставници. Градоначалникот на град Скопје, Петре Шилегов, денеска во салата на Советот на градот Скопје им ги додели благодарниците и наградите на најдобрите ученици на скопските регионални надпревари. Градот Скопје обезбеди финансиска поддршка на средните училишта домаќини на регионалните надпревари, како и благодарници и парични награди на највисоко рангираните средношколци од средните училишта на подрачјето на градот Скопје и на нивните ментори. Од вкупниот број на учесници на сите надпревари на скопско регионално ниво, наградени се 62 ученика што имаат постигнато највисок резултат и 3 училишта за групни категории.
И во општина Карпош на новите терени на фудбалското и кошаркарско игралиште во основното училиште Јана Москоменски денеска се доделија признанија на најуспешните ученици и спортисти во училишните спортски лиги во ракомет, фудбал, кошарка и одбојка. А наградени беа и професори по физичко образование. Најдобрите спортисти и ученици добија еднократна парична поддршка во вредност од 8.000 денари. Скулптура на гигантски велосипед за подигнување на свеста за проблемот со крадење велосипеди е поставен во Скопје. Проблемот со крадење велосипеди тангира преку 150.000 граѓани во државата кои го користат велосипедот како еколошко, здраво и функционално превозно средство. Проценките се дека изминативе 10 години се украдени над 70.000 велосипеди. Односно на скоро секој велосипедист му е украден најмалку по еден велосипед. Полицијата засега не е успешна во оваа борба и се пронаоѓа секој 1000 велосипед. Велосипедот е изработен од метал и е со димензии 3 на 1,8 метри. Во студентскиот дом Стив Наумов денеска официјално е отворена обновената читалница. Обновувањето е реализирано во рамки на проектот Студентски домови без корупција, спроведен од страна на студентите од Студентскиот дом и Младинскиот образовен форум. Акцијата беше спроведена од 1 до 12 овој месец со цел да се уреди просторот во постојната читалница и дворот во Студентскиот дом. А преку донаторска акција ќе се изврши опремување на библиотеката во рамки на читалницата. Со оваа акција започнува низата студентски акции во државните студентски домови. Студентските акции од проектот ќе се спроведат во државните студентски домови Стив Наумов, Кузман Јосифовски Питу и Гоце Делчев во текот на јуни оваа година, велат од МОВ. Проектот Студентски домови без корупција се спроведува од август минатата година и ќе трае до јули годинава. Примарната цел на проектот е да се потикнат институциите на потранспарентно и поодговорно управување со студентските домови, како и вклучување други институции, организации и правни лица за подобрување на условите во домовите. И последната информација се однесува на туристите. Во државата во април годинава се регистрирани 85.017 туристи и 155.238 ноќевања, што во однос на април лани представува пораст од 2,9%, односно 1,3%, објави денеска Државниот завод за статистика. Бројот на домашни туристи во април годинава во однос на април минатата година е зголемен за 6,5%, а на ноќевања за 3,3%, а кај странските за 1,5%, а исте процентот и на регистрирани ноќевања. Најмногу туристи имало од Турција, по која следат туристите од Бугарија, Грција, Германија, Косово, Полска, Кина и Италија. Најпосетени дестинации биле Скопје и езерските места, пошто следат планинските, бањските и останатите локации. Со цел да се спречи дивењето по скопските улици, Министерството за внатрешни работи ќе воведе електронски систем во надзор на безбедноста на сообраќајот со поставување безбедносни камери. Надлежните велат дека потребно е да се подигне јавната свест и да се зголеми сообраќајната култура. Ставање крај на дивењето на скопските улици кој резултира со се поголем број на сообраќајни несреќи, бараат граѓаните на Скопје. Секојдневно во билтенот на МВР се среќаваат голем број на сообраќајни несреќи во кои еден дел завршуваат со фатални последици. Една од нив е тешката сообраќајна несреќа која се случи доцна синоќа околу 22 часот и 30 минути во населбата Пинтија, во која животот на лице место го загубија двајца млади од Скопје. Оваа сообраќајна несреќа се случила само 20 дена по трагедијата во која загина цело семејство кај бензинската Лукоил на влезот во населбата Драчево, само 100 метри подолу од синоќешната незгода. Според неофицијални информации, во сообраќајката во која учествувале возила Голф и Пежо, се работи за несоодветна брзина и претекнување. Со цел решавање на проблемот околу дивењето по скопските улици, како
што информираше денеска министерот за внатрешни работи, Министерството изготвува законски измени со цел да се воведе електронски систем во надзор на безбедноста на сообраќајот со поставување безбедносни камери, кои ќе можат да препознаат одредени прекршоци и директно да изрекуваат казни за сторителите, со што ќе се намали евентуалното влијание на човечкиот фактор и ќе се скрати времето на изрекувањето на казните. Спасовски не прецизираше кога би се случиле законските измени, кои би овозможиле поставување безбедносни камери за сообраќајните прекршоци, но напомена дека во земјава е потребно подигнување на јавната свест и зголемување на сообраќајната култура. На булевар Борис Трајковски од јануари до мај се изречени 369 казни за брзо возење, а еден од учесниците во вчерашната сообраќајка, во која за жал имаше смртни последици, имал изречено 16 казни од јануари оваа година. Сето ова покажува колку сите треба да бидеме свесни како да се однесуваме во сообраќајот. Се упатува апел до сите граѓани да помислат на своите деца кога седнуваат зад воланот. Според информациите од Управата за хидрометеоролошки работи, во текот на следните 2 дена целата држава ќе биде зафатена со температури од жолта алертна фаза, а од недела попладне синоптичарите најавуваат појава на локален пороен дожд и грмежи. Денеска и утре имаме температура до 35 степени. Сабота температурата ќе се движи од 16 до 32, недела од 17 до 33 и понеделник од 18 до 32 степена. Почитувани гледачи, со временската прогноза го завршуваме и ова издание на Урбаните вести. Ви благодарам што бевте со нас. Повеќе наслови можете да прочитате на нашата веб страна mtm.mk и на социјалните мрежи Facebook и Twitter. Довидување.